Добро вечер со Топ тема. Катица Јанева е на тест, ке се занимава со кадровски прашања или ке води големи истраги. Дали ќе ја успори процесот на тоа што се бара да даде отчет кои списи ги дадел Заев? Зошто Катица Јанева отпушти две обвинителки и кога велеше и треба поголем тим? Ова се само дел од прашања зашто вечерва ќе ги дискутираме, а повод беше денешниот состанок на Советот на јавни обвинители каде се дозна дека две обвинителки од тимот на Катица Јанева останале условно речено без работа, бидејќи Советот на обвинители решава што со нивните работни места. Меѓутоа ова ни даде повод за да продискутираме како се води работата во специјалното обвинителство, дали таа ги даде очекувања, дали ги потврди очекувањата или пак дали можеме да дискутираме повторно за она што го прогнозиравме своевремено кога беше избран дека ќе наидува на сопки и на препреки. Затоа со мене се луѓе кои веќе еднаш дискутирале на овие прашања, но реков во моментите кога таа беше избрана и кога се носеше законот за специјално обвинителство. Тоа се Сузана Јошевска, адвокат. Добро вечер. Драган Малиновски, исто така адвокат, поранешен председател на антикорупцијска комисија. Добро дојдовте и вие во Топ тема. Имам еден поранешен обвинител, адвокат Александар Наков. Ви благодарам што дојдовте. Добро вечер, благодарам на вас. Ние своевремено сите прогнозиравме со што се може да се соочи Катица Јанева. Само накратко со Дајли со Малиновски се остварија ли предвидувањата што ги имавме во ова студио, дека ќе има препреки, ќе има проблеми? Па лично сметам дека предвидувањата беа многу прецизни. Како сега се сеќавам на 15 септември кога го водевме разговорот, мој став беше дека таа ќе се судри со сериозни бариери во работата, дека ќе има сериозни обструкции, меѓутоа ќе има и атаци од политичките ешалони, кои ќе бидат пропорционални во зависност од начинот и успешноста на незините истраги. И тоа и се случува. Значи имаме она што денес го гледаме и она што јас го препознавам зад сцената дека се случува, тоа е еден жесток напад против НЕЗ, би рекол пред се институционален напад, конкретно од Советот на јавни обвинители, бидејќи постапувањето и начинот како Советот на јавни обвинители се на некој начин занимава со специјалната јавна обвинителка е по многу нешто преседан и многу специфичен случај, и така да можеме понатаму да дискутираме за сето она што Јошевска ја штити не за законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела и тука е содржано се што е нејзина работа, меѓутоа ние го дискутиравме и овој закон колку е издржан, некои го спорат, нели имаше дека ќе биде неуставен суд и слично. Дали еве вашите прогнози се реализира и она што вие го предвидовте и за исполнувањето на одредбите од законот и за работата на самата обвинителка? Се согласувам со колегата, исто така беа прогнозите и мои дека сигурно целокупното специјално обвинителство на чело со Катица Јанева ќе се соочи со невидени притисоци, дали тие ќе бидат од политички скриен, нескриен карактер, тоа сите го очекувавме, бидејќи фактички таа се занимава со теми кои што самите по себе се многу нежни, да речам, а не па и за какви личности се работи. Но се извитоперуваат нечии функции. Значи се извитоперува и незината функција, се извитоперува функцијата на Советот, на начин на кој што тоа на некого му одговара и се пласираат работи во медиумите, се прават вести, колку само да се направат вести да се одлече вниманието од тоа што вистински не е нејзина работа. И за тоа ќе дискутираме, препоставувам денес. Тоа е дел од мојот вовед беше. Инаку законот го дискутиравме дека каков што е поприлично штур, но мораше да се свати дека духот на законот, целта на законот беше во најважна смисла да обезбеди автономност и самостојност на специјалната јавна обвинителка, и тоа треба да биде клучот на се. Вие како обвинител, господине Наков, еден обвинител веројатно треба да издржи многу работи. Напади, верувам, и во ваше време имало со политички и слични мотиви, вие издржавте многу како обвинител. Фактички во вашето прашање и одговорот кој следува, обструкциите постоеле и постојат. Цела јавност очекуваше дека Катица ќе го доживее ова што го доживува во целиот период од кој ја презема функцијата специјален јавен обвинител.
Меѓутоа, однесувањето на Советот е за мене несвојствена и на еден начин недолична работа во поглед на функцијата што ја врши Катица Јанева. Во смисла на тоа дека се излегува со работи за кои треба да има цврсто алиби за да се спомне нешто. Јас влечам едно собствено лично убедување дека обвинителството како орган е специфичен орган кој се занимава со гонењето на сторителите на кривични дела. Самото тоа, самата функција го доведува обвинителот во една таква ситуација да редовно, перманентно трпи обструкции. Во конкретниот случај, јас во саботата, мислам, на Националното радио Канал 77 чув една изјава во која сум длабоко убеден дека да речеме, има основа за неа, дека во специјалното јавно обвинителство почнале кртовите да се вршат својата функција. Аналогно на тоа може би денешните случувања. Еве да видиме што денеска се случуваше во Советот на јавни обвинители и што ми даде повод за вечерашната дебата. Недела дена дојдоа во мојата канцеларија вознемирени и видно револтирани за начинот на кој што беа најблаго речено избркани од јавното обвинителство, кажувајќи им нив дека треба да ги предадат предметите, па да ги предадат тие клучевите или како ги викате токини и да ги испразнат канцеларијата и да се сместа кај полицајците, тоа тие не го прифатија, заминаа од работа и така натаму. Ова се случувало пред една седница во канцелариите на специјалното јавно обвинителство, обелодени председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски. Обвинителките Лейла Кадрiju и Марија Ѓоревска, Катица Јанева ги испратила дома, бидејќи немало доволно предмети за и тие да работат. Вчера Јанева, според Аневски, спротивно на законот на јавно обвинителство, писмено го известила Советот дека обвинителките сами побарале да бидат вратени во матичните обвинителства. Која зборува вистината, Јанева или обвинителките, Советот допрва ќе истражува. За постапката на Јанева велат дека сепак дошло на нивното, кога пред еден месец тврдеа дека се многу обвинители, а Јанева не почнуваше да работи додека не го доби целиот тим. Од тимот на Јанева возвратија дека токму поради недостатокот на обвинители во основните обвинителства, двете обвинителки ги ослободуваат од работа. За Јанева и 10 обвинители се доволни. Утврдено е дека за совладување на обемот на работа со кој се соочува ова јавно обвинителство, во овој момент доволни се 10 обвинители. Имајќи го предвид фактот дека јавните обвинителства од каде доаѓаат јавните обвинители се соочуваат со недостаток на кадар, што и јавно беше соопштено од страна на Советот на јавни обвинители, предложено е на Советот на јавни обвинители да ги распредели овие обвинители во обвинителствата од кои беа избрани во ова јавно обвинителство. За случувањето во канцелариите на Јанева, обвинителите ќе бараат отчет лично од неа. Она што ги интересира е што се случувало во истата соба кога таа ги зеда материјалите од Зоран Заев. Ќе треба да каже како ги примила, како ги складирала, дали ги преброила, сортирала. Ова денес го одлучи Советот на седница која траеше повеќе од 2 часа, а на која беа присутни сите членови како и јавниот обвинител Марко Зврлевски. Нас не интересира бројка, статистика, колку има примено, дали има примено, дали е составен записник или друг некако факт, дали тоа потврда за примени предмети и така натаму. Донесовме одлука, значи да се побарат тие податоци и во најкраток можен рок да ни достават податоци. Од Советот вела дека ова не се закани за дисциплински или било какви постапки против Јанева, туку проверка на низината работа. Причината е дека кога ќе дојде еден ден, тие материјали да бидат уништени, да се знае точно што се уништува. Таа според законот за јавни обвинители одговара пред Советот, кој ја избира, но и може да ја разреши. Не е најавено кога ќе продолжат овие истраги на Советот за јавно обвинителство во однос на тоа кој е во право, дали двете обвинителки или пак Катица Јанева. Меѓутоа, Еве Малиновски, пред мене е законот за специјално обвинителство. Во член 6 стои дека самостојно со работата на обвинителството раководи јавен обвинител, кој ги распоредува работите и работните задачи и одговара за навремено и квалитетно работење. Има целосна автономија во истражувањето, но кога станува збор за организацијата на јавното обвинителство, тоа е член 9, се вели дека по предложената листа на обвинителката, како што беше во случајот, Советот ги избира
јавните обвинители во јавното обвинителство на дадена седница. Истото се однесува веројатно и на престанокот на работата на обвинителите, повторно советот е тој што може тоа да го направи. Меѓутоа и со одговорот од Катица Јанева има призвук како таа да е работодавец во фирма која вели ми се, знаете, имаме технолошки вишок, па прогласувам две од обвинителките за технолошки вишок. Па сега се префрла топката на советот кој што де факто по закон е тој што треба да решава. Дали воопшто ја не гледам во законот дека таа може да или пак ако може веројатно не знам да одбере веројатно друг начин за ова да го направи. Видете, самиот концепт на законот. Значи, кога говориме за проектот специјално јавно обвинителство, сега скратено го на него. Да, голем насловот со 3, да. Голем насловот. Значи, кога говориме за ова обвинителство, треба да имаме предвид следното, дека специјалната јавна обвинителка е неприкосновена во изборот на извршителите и лицата кои ќе бидат во незиниот тим. Значи, тоа треба да се има предвид. И Советот за јавни обвинители не треба да се впушта и нема позиција со оној за да дебатира дали се многу, дали се малку или слично. Добро, значи, ќе дебатира и избра така како што избра. Таа бараше повеќе, доби помалку, сега бара уште помалку да бидат. Вели 10 се доволно. Ако таа смета дека 10 се доволно, 10 се доволно и тука треба да заврши приказката. Јас ќе ве прашам, вас дали, бидејќи ја следите проблематиката судството и така натака, дали имало некоја друга ситуација Советот за јавни обвинители да расправа за некое сменување, прераспоредување или било што во некој сегмент од јавното обвинителство, од основните па до републичкото јавно обвинителство? Советот е надлежен да расправа, а сега ниту еднаш. Предлозите... И ако тоа го правело на начин кој соодветен, ќе си расправаат таму, ќе си утврдат ставови и така натака. Значи, токму затоа велам, ова на некој начин парада која се прави јавно, слободно ќе ја кажам парада, бидејќи ова е преседан во работата на Советот за јавно обвинителство, е токму насочено да се изврши евидентен притисок во работата на специјалното јавно обвинителство, тоа да се дефокусира од неговата примарна задача, а неговата примарна задача е да се занимава со многу сериозни кривични дела кои му се доверени во работа и да се дефокусираат сите негови капацитети, креативност, ангажмани, да биде во една дефанзива, да стрепи кога ќе бидат повикани на разговор во Советот јавни обвинители, дали па сега ќе ги викале двете обвинителки заедно со неа, па ќе прават некои расправи, не знам како го тоа замислуваат. Значи, сето тоа е удар во ресурсите на специјалното јавно обвинителство. Сакат да се намали и едноставно тоа да не се занимава со неговата... Наков еве вие како обвинител нормално ги знаете и постапките и за разрешување и за назначување. Меѓутоа, дали ова е една специфична ситуација, ние до сега немавме специјален обвинител. Јас пак ќе речам кој што сам ќе реши ми требаат или не ми требаат, па дури и да не и требаат, прашањето е зашто не ги оставила да бидат дел од тимот, па да помогнат во обемната работа што има. Знаете, многу прашања се тука отвараат. Дали ова е вистинскиот начин да Катица Јанева се ги отпушти од работа двете обвинителки или има друга процедура? Дека тоа е баш така, дека таа ги отпушта од работа. Да, не ги отпушта, меѓутоа еве тие велат... Вашата констатација дека таа ако цени дека овој број е преголем и тие две, да речеме, се вишок или двајца се вишок, да ги задржи, има места, празни места, во смисол на соработници, стручни лица, не знам, и т.д. Меѓутоа, законот и за специјално јавно обвинителство го регулира прашањето на разрешување. Така да, таков начин на смена на јавен обвинител, па и специјален јавен обвинител, нема. Меѓутоа, јас не можам да поверувам и на другата страна. Она што го зборува председателот на Советот на јавни обвинители, убеден сум, знаејќи како тоа сето функционира, го доживев и на своја кожа. Кој што рече колегата Драган, сето ова што се случува е преседан. Меѓутоа, јас би додал, ова е и некоја класична директива од некаде и од некого. Зборувам вкупно дека во нашиот систем, почувајќи од плурализмот па до денес, овие работи се користат за
како да ви речем, да не речем, ја го употребувам најлошиот збор за мене кој зборам за ликвидација на некој. Сепак вие кажавте една многу интересна реченица, тоа денеска се разговараше во судските кулуари, во новинарските редакции, дали всушност се работи за кртот, дали Катица Јанева се посомневала во своите соработнички за ова да се случи. Јас сум убеден дека е тоа така и ви кажав од каде го влечам овој заклучок. Ја гледав, односно ја слушав емисијата Стадион на Канал 77, каде гост беше председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Изворно тој посочи дека во јавното обвинителство веќе кртовите работи. И верувате во тоа? Апсолутно. Дека знаете зашо? Да. Па јас сум разрешен од кртови. Кај нас, значи, со години функционира тој систем. Затоа го спореди ова и со претходното време. Значи, времето и на СДС, времето и на ВМРО. Так. Јошевска, верувате ли вие, ние претходно и с двете прашања, дали ова начин и постапка за да се, да речеме, од Тарас и од две соработнички кои не им верува повеќе, ако е тезата точна за кртовите, ние само можеме да нагаѓаме, и дали пак од друга страна Советот на јавни обвинители вака бурно требаше денеска да одговори, обично се молчеливи. Значи, реакцијата на председателот на Советот на јавни обвинители, кој како адвокат на обвинителкиве што се поплакале кај него, кажува како дошле и така натаму, па сега имаме контрадикторни изјави, па ќе се формирала комисија, за мене е недоличен. Тоа е премногу офанзивен кон специјалната јавна обвинителка, односно се создава, има впечаток дека и наназад се создава еден терен за да се дискредитира едноставно јавното обвинителство со се што може. Од тоа дали побарала кафе куверки, до тоа дали побарала обезбедување и така натаму. Тој терен се создава медиумски и така натаму, за да се занимаваме со такви теми и малце по малце да ги пуниме главите со тоа што прави Катица Јанева и дали е професионална во незината работа. Дали се работи за кртови или не можеме, се би било шпекулација, но токму одговор на тоа прашање е да се остави Катица Јанева сама да одлучува кој ќе работи за неза. Тоа беше законот. Законот се донесе за да таа одлучи дали ќе бидат волку, толку и дали во одреден момент во на крајот на крајшта може не е задоволна од работата. Може не се работи за кртови, може не е задоволна, но во одреден момент бидејќи таа е таа која раководи со тимот и таа е таа која одговара професионално пред Советот за работата на сите обвинители. По таа логика таа мора да има полно право кога ќе одлучи да креира и кадрова политика внатре во специјалното јавно обвинителство и клучното за мене тука е што таа не мора посебно да ги оправдува своите одлуки. За мене, реално од некоја, да речам, пиар гледна точка, можеби е несрекна незинава денешна изјава и наместо да ги смири страстите, таа побудила повеќе. Ви ги враќам да се ги пополните местата да се ги пополните местата во обвинителството и така викате дека таму немате места, тоа не и одговара ни за како специјално јавно обвинителство кое треба да се секира за тоа сега во обвинителството во Тетово и во Скопје дали има доволен кадар. Кога ги побарала више еднашка, нема што за упразнетите места да се секира. Може би тој дел би го замирила, но тој би бил јас мислам дека е лоша нестрекна изјава, да речем. Но незиното право да во одреден момент реши од било кои причини, дали таа проценила дека не може да им верува, зашто гледате, она мора да верува на својот тим. Дали дека му не можела да им верува, дали не ја сработуваат работата, можеби погрешно ги проценила. Мора да ја оставиме да биде самостојна да ги решава тие прашања. Дали вие верувате во тезата за кртовите и дали сметате дека јавноста, знаете како јавноста, ако не ја дадеш доволно информации, веднаш ќе си најде своји информации и толкувања. Токму тоа и ние денес го... Еве, затоа ми е и прашањето околу кртовите. Знаете што, околу кртовите нема да коментирам. Предпоставуваме, сите чувствуваме дека има тука нешто што се случува, сега дали ќе ги дојдеме до вистинските информации, тоа не сум убеден. Меѓутоа едно друго е индикативно. Значи сега ние навлегуваме во материјална расправа, зошто ја ги сменила, зошто ги ставила ваму, зошто ги ставила таму. Па има одговори, ве ги враќам и тоа исто го дискутираме. Повторно се изместува на периферијата дебата. Значи наместо да се занимаваме со суштината, ние некој успева дебатата да ја пренесе на периферијата, на маргините од вистинската задача што е на тоа јавно обвинителство. А дека во случајов не ние само Катица Јанева специјален обвинител, мислам дека сите помалку чувствуваме дека
Специјален е веќе и Советот за јавни обвинители, тој се однесува на специјален начин како што досега никош не се однесувал. Специјално е и постојното јавно обвинителство друго, мислам не е ова специјалното, кои излегуваат на пресконференција да кажат дека нашли не знам колку CD-а со снимени разговори во некој стан и си стана и си отидоа, што е преседан, никогаш не се случило. Значи имаме многу специјални работи во овој специјален период. Така да мислам дека тука не е ексклузивна Катица како специјална, многу работи ни се случуваат за прв пат и на еден чуден начин се одвива. Дека ова вака само ќе илустрирам следно. Катица Јанева е избрана само пред пар месеци, колку беше? Септември, сега сме јануари, значи пред 3-4 месеци. Значи веднаш се почна постапка од Советот за јавни обвинители да се проблематизира нејзината стручност, компетентност во извршувањето на својата работа. Пред мене ги имам извадоци од извештајот на Советот за јавни обвинители за 2014. Знаете кој е резултатот? Од целото јавно обвинителство, 200 и кусур јавни обвинители во Република Македонија, во 2014 биле поднесени околу 150-60 представки од граѓани, незадоволни, обвинети и така натака, најмногу оштетени, кои биле незадоволни од постапувањето на јавното обвинителство. И знаете кој е резултатот? Нула. Ниту кај еден јавен обвинител не е утврдено прекршување на принципите на совесно, квалитетно и така натака. Значи тоа функционирало идилично, перфектно и така натака, така да Советот Идеално. Ниту еден не е разрешен, еден е разрешен за дисциплинска некоја, што нема врска со неквалитет и... Со предмет директно нема врска. И тоа е тоа. Значи, само сакам да илустрирам дека овдека имаме една жестока кампања против институцијата специјален јавен обвинител, која помалку сите треба да не загрижи, особено во пресред на мислам дека ова се прави намерно во пресред на првите потези на која реално треба да ги Ние допрва ќе видиме какви ќе бидат првите потези, таа најави дека до 15 марта, тоа е веројатно датумот и кога таа треба да го даде извештајот, тоа е рокот од 6 месеци, ќе видиме и што сработила, меѓутоа дали пак од друга страна ова што го вели Малиновски не и се остава простор постојано е напаѓана, дали пак нејзините нестрикни изјави од типот ви ги враќам за да си ги пополните местата или други коментари само додаваат масло на огинот. Вие како и со вашето искуство, дали еден обвинител па самиот треба да навлегува во ваква ситуација и самиот да се занимава со кадровски прашања и самиот да влегува во вакви дискусии и да си го одзема времето драгоцено за истраги? Апсолутно не. Меѓутоа, уште во времето кога се зборуваше за изборот на специјалното јавно обвинителство, јас лично и моите размислувања одеа до таму дека баш еден ваков тим од све млади луѓе, да не речам тек што закорачиле во таа работа, не ке можат баш така лесно да се снајдат, ќе најдат на вакви обструкции, тоа моите прогнози некако се остварија. Тоа од причини што и самиот збор специјален јавен обвинител значи дека ќе има и специјални услови. Треба да има специјални услови за работа, него ќе има и специјални обструкции према неа за да биде таа работа спречувана, за да не може да реагира. Во сето тоа мислам дека посебна улога играе Советот на јавни обвинители. Од почетокот таа немаше никаква поддршка од Советот на јавни обвинители. За кој не би сакал многу да зборувам, затоа што јас имам едни многу длабоки размислувања за целиот наш систем. Тие мои размислувања потекнуваат уште од забелешките на Прибе, кој зборуваше дека кај нас се потребни структурни реформи на целиот правосуден систем. Во тој поглед, ево јас гледајќи ги компаративните работи, споредувајќи Македонија со, ајде да речеме, со западните држави, за да видите на функција носител на јавно-обвинителска или судиска функција, треба малку повеќе години. И повеќе искуство. И повеќе искуство. Ние некако собравме еден тим на млади луѓе, стручни, компетентни за таа работа. Меѓутоа, кога да нема мајка водилја.
Тука Катица некако као да почнат да пливат. Сами рековте вие, она нема ни пиар агент да може да излегува да се супростави на... Да, Јошевски имавте добра теза дека се подготвувавме за емисијата. Во јавноста да излезе, да се дека супростави. тај менаџер, и... Тоа е проблемот. Тоа е проблемот. Вие во едно лице која ќе ставите повеќе функции, па и две да се само, а ќе не изнесе неколку. Со тоа сите се слагаме. Меѓутоа ние треба... Да, само за да може дебата да направиме. Значи во еден човек кога имате повеќе функции, не може сите функции да ги обавува како што треба. Башка таа нема никаква професионална надоградба за некоја од тие функции. Значи во едно лице имаме директор, менаџер, PR, HR, се, а треба да биде пред се обвинител. И тоа е најважно да биде. Но таа треба да биде и да ги организира работата, да ја следи работата на обвинителите, тоа е премногу. Околу специјалното јавно обвинителство нема само што викате вие, колеги, специјални услови, специјално обкружување и така натаму, но нас ги нема моментално. Ние имаме, тие работат под лупата на јавноста за секое столче што ќе го побараат. Тоа е тој притисок. Вие, колега Малиновски, сте од првиот состав на антикорупцијска, значи кога се формира едно тело, независно, некоја агенција, секогаш ги се соочува со истите овие проблеми што се соочува Катица Јанева. Добро, тој беше во јавноста, меѓутоа во меѓувреме се обезбедија средства. Не сакам да кажам, се прави вест од се, за да се создаде вест дека нешто се извитоперува веста. Ако таа повара кафе куварки, што е најнормална работа, не би била вест за било кое друго тело, за нејза е вест заради тоа што насловот е не може Катица Јанева да работи без кафе куварки. Добро, таа е постојано очигледно да што велите под лупа на јавноста и за се. Да, ма разликата е, вие спомнавте, многу е битно во какво институционално опкружување ќе се формира еден орган. Едно е ако тој има поддршка од останатите институции, друго е ако е опкружен со институции кои му прават обструкција. И тоа му прават законски институционални обструкции. Зашто Советот за јавни обвинители законски има надлежност да врши контрола, фактички наведено е дека таа одговара професионално пред Советот за јавни обвинители. Но тоа се злоупотребува. Еве ова го гледаме како се што вика колегата, никогаш порано ваква контрола не е видена. Ќе видиме што ќе излезе, затоа што пак од друга страна не можеме да кажеме дека, знаете, ако сме во кожата па на другите две обвинителки, па и тие кај Советот за јавното обвинителство побарале одредена заштита, еве да речем, на нивните права. Работни. Јас сакам да сум неутрална, бидејќи професијата моја е да ги имам секогаш двете страни на увид и веројатно и тие изреагирале до Советот за јавното обвинителство, па затоа се покрена и Советот на јавните обвинители денеска за да го каже ова што го каже. Сега факт е дека се прават притисоци, меѓутоа да видиме и зошто тие така изреагирале. Значи ја не можам да ја сватам поинаку да го сватам поинаку овој перформанс денеска што се одигруваше, освен повторно велам како притисок. Зошто? Да постои реална можност Катица Јанева да биде разрешена, јас можам да разберам да се отпочнува иницијатива за нејзино утврдување одговорност, нестручно, неквалитетно, па ќе ја разрешим. Значи законот така е поставен што практично е невозможно да биде разрешена. Зошто? Затоа што ако Советот утврди известно, еве да кажеме, незаконитост во нејзино работење, тој треба да даде предлог до собранието. Собранието треба пред двотретинско мнозинство треба согласност да дадат четирите најголеми партии. Да дадат согласност дека треба да се разрешува, па повторно таа согласност која ќе дадат со двотретинско мнозинство да одлучат, па да вратат на Советот да повелете разрешите. Значи знаеме дека тоа практично е невозможно. И сега се постава прашање зошто вака се таласа на ваков начин. Ова се уди во контекста на што го велите вие, да се одолговлекуваат работите и да се дефокусира. Меѓутоа еве уште една работа се начини, тоа веќе цел месец се разговара од моментот кога Заев ги предаде материјалите до денеска. Додека Заев ги предаде материјалите и ние новинарите бевме тие што беа упорни и постојано пишуваа барања до Катица Јанева да ни одговори кога ќе му ги побара. Таа е таа што треба да ги побара. Таа ги побара, тој не ги обезбеди. Во моментот кога ги донесе, како што ги донесе, нели, со многу автомобили, со луѓе кои ги носат тие кутии, хардови и слично,
Веднаш во јавноста беа забелешките, меѓутоа сега се кажа и на Советот на обвинители дека тоа не е соодветен начин на внесување на материјали кај специјалниот обвинител, затоа што не е направен записник на материјалите. Во законов овде не стои како треба Катица Јанева да ги приме материјалите. Меѓутоа вашето искуство, кога вие сте примали лично материјали, кога сте работеле еден предмет, се правили барем заради вас лично еден попис на сето тоа. Некако прашањата ми ги поставувате така да и одговорот ми го давате. Да, секако кога сакам јас сам да се заштитам, за мене лично ќе го направам тоа. Меѓутоа законска обврска таква нема. Меѓутоа Советот како на јавни обвинители, кога да има единствена цел да ја дискредитира Јанева, кој што рече колешката Јошевска, без да ја дадат можност да отпочне со битните работи да се занимава, не да биде столчиња да купува или кафе да вари таму. Меѓутоа, прашањево со материјали ме интересира затоа што може ли да се случи утре на суд некој да ги оспори овие докази и да каже ние не знаеме дали се тоа тие докази што влегле во специјалното обвинителство и да се испроблематизира во однос на тоа како ќе се гледаат овие докази. Ако не влеземе во тој вртлок, ја мислам дека крај на ова работа нема. Малиновски, што мислите вие? Може ли некој тоа да го направи, да рече еве сега ова е донесено, ние не знаеме дали е тоа што е донесено да се направи проблем утре на судење? Значи да бидам искрен, навистина немам информации, има записник, нема како е констатирано, што е констатирано и знаете што сега хипотетички од се може да настане проблем, а и преку секој проблем може да се надмине. Значи се зависи од тоа до нашиот приод кон конкретната ситуација. Сега ние велиме немало записник. Сега како би изгледал записникот? Ако вие дадете сега не знам еден хард диск, вие ќе констатирате предаден еден хард диск. Па да јас како новинар си ги бележам емисиите што се на хард дискот. Ако има 20.000 разговори, ќе наведете само 20.000 разговори или ќе треба да наведете и чиви се разговорите. Значи навистина не знам што било предадено и во зависност од материјалот кој се предава, таков и третман се прави. Со записник се констатира, не се констатира, навистина не знам што се случува. Јошевска како адвокат би го употребиле или ова на суд, дека може да се проблематизираат како доказен материјал? Тоа е премногу хипотетичко прашање. На суд што ќе аргументирате и што ќе проблематизирате зависи од конкретен предмет и од конкретни докази. Јавното обвинителство тоа што го добило како докази, односно тоа што ќе го употреби како докази, ние не знаеме од тој цел материјал што ќе употребиме, колку ќе употреби и така натаму, тоа треба да докаже дека е стекнато на законит начин, за да може да биде употребено како доказ. Значи, мора да има некоја последователност и сето тоа да биде на законит начин стекнато. Ние не знаеме дали напишала некој лист или не напишала, или може би снимила со аудиовизуелно предавањето, не знаеме. И по мене не е многу упатно од Советот да и бара таков отчет. Го слушаме председателот Аневски како вика, ќе бараме да видиме колку, како, што, значи тие бараат детали по однос на докази кои што се многу сензитивни, кои што во основа треба да бидат тајни. Како таа на Совет, во кој знаеме кој свет членува, може да ги предаде тие информации и повторно да ја задржи својата автономија, самостојност и така натаму. Така што незиното противење и таа даде една изјава во јавноста која рече се е направено согласно закон, ги примивме материјалите, тоа е направено согласно закон, ќе се види дали е или не е. Доволно е тоа. Значи, законски ги примивме, ние ќе видиме, значи ќе имаме судска постапка, ќе има можност адвокатите и сега гледате, најзагрижени за тоа дали биле законски или не прибавени беа истите тие што најмногу ја плукаат. Тие најмногу ја критикуваат дека утре можеле да и пропаднат у вода тие докази. Таа ги прими материјалите од Скопското обвинителство со записник, веројатно тоа е службена дојност и регулирано со закон дека мора да ги добие така како што ги добила. Дали сте вие дел од тимот на адвокати кои ги носел можеби материјалите кога СДСМ ги предаваше, дали тогаш се правеше записник во Скопското обвинителство, тогаш не излезе Советот на јавни обвинители да бара отчет? Не, тоа предавање мислите за материјалите од Пуч и останатите? Да. Не, тоа си одеше, односно си одело специјално, односно јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, предметот каков што си бил, си го однел, си го предал или го презеле, овие јас не знам техниката кој е, меѓутоа ние како во одбрана не сме биле дел од таквото предавање.
И сосема на кусок, кога сме веќе кај Пуч, имаше уште еден проблем врзан за работата на Јанева, а тоа е увид во предметот. Дали таа треба да оди физички во судот за да прави увид на предметот, како што и беше одговорено од надлежниот суд, или пак има право да го превземе материјалот на разгледување? Навистина, видете сега, генерално Законот за кривична постапка вели дека секоја странка може да врши увид во предметот. Сега, дали ќе го врши увидот во судот, тоа е принцип. Секако, тоа е судски предмет и би требало да се врши увидот там. И тука ја не гледам нешто спорно. Само треба да се обезбедат адекватни услови да може секоја странка, вклучително и јавниот обвинител, да врши увид во предметот. Тука е спецификата, знаете во што? Во принцип, јавните обвинители многу ретко вршат увид во предметот, затоа што тие доказите што ги пределил судот веќе ги имале кај себе и ги Меѓутоа на овој случај работело друго обвинителство и сега имаме една така малку специфична ситуација каде што специјалната јавна обвинителка треба да види што све било дадено таму. Предпоставувам дека нешто може би и во оригинал има таму, па сака може би и да се вештачи. Не знам во што е поентата. Во секој случај треба да се обезбедат адекватни услови, таа да биде воведена во предметот на адекватен начин. Вие како обвинител, еве како е искуството кога Јас се слагам со колегата, меѓутоа ја влечам констатацијата дека тој предмет го работеше претходно редовното јавно обвинителство, сега треба да дојде во раците на специјалниот јавен обвинител. Сега, дали таа ќе се појави како странка во постапката, јас мислам не. Мислам не во буквална смисла не, таа сепак ќе биде странка, меѓутоа таквиот начин на однесување према неа и од страна на судот, а и Советот е со единствена цел. Тоа е начин на вршење притисок и на... Добро, од друга страна, па и да не е таа толку суетна, ако и се обезбедат услови да направи увид во предметот, и таа може тоа да го направи. Знаете, некојаш е борба на суети. Во случајов малце и тоа е Јужевска. Па сега, таа произлегува од обвинителската професија, ги знае работите како функционирале и кога дава изјава дека не за судот ја обструира, не беше она не заобиколуваше кога ја даваше таа изјава, односно тоа соопштение. Директно кажа судот не соработува. Судот рече ја повика да направи увид во предметот во рамките на нивните простори. Дали дознање дека е странка? И предпоставувам ние можеме исто да шпекулираме околу тоа што таа чувствува како обструкција од страна на судот. Бидејќи ние како адвокати знаеме што значи обструкција од страна на судот, судот секогаш ќе ви каже тоа е согласно ова, тоа е согласно она. Ваков е законот, ваков е правилникот, така ја чувствувате обструкцијата од судот. Кога се работи за увид во докази и така натаму. Може да ви остават кратко време, може да ви остават лоша просторија, еден куп работи. Таа ја почувствувала и заради тоа дала такво директно соопштение дека дека судот ја обструира. Што се случило? На крајот на краиштата не знаеме, но ако тргнеме со една доверба, бидејќи имаме институција кон која што се свртани очите и кон која што сите очекуваме резултати, значи нешто што ќе ја промени малку целокупната општествена, политичка, судска клима, тоа што треба малку доверба да ја оставиме дека тоа што го зборува навистина произлегува од нешто. Дека не е од суета да каже дека судот ја обструира. Сепак било обвинител. И знае како ви благодарам. Јас би сакал само да кусок што рекламите мора да ги пуштиме. Дека ќе цитирам еден исказ од сега покојниот поранешен републички јавен обвинител. Обвинителството не е потувачки театар. Ние некако, но не е ниту она што беше вчера и треба да остане тоа што е денес. Една голема, една многу јака реченица од која треба да изведеме заклучок. Меѓутоа што мислите? Е специјален орган, специјален државен орган. Патувачки театар или е нешто повеќе? Па го претвараме во такво нешто. Ајде пауза за реклами и продолжуваме со дискусијата овде во студиото. Еве и за време на рекламите траат дебатите околу специјалното обвинителство. Малиновски, ако не начнеме суштинско прашање, ќе речете дека сме се занимавале со споредни работи во однос на работата на специјалното обвинителство. Меѓутоа, многу е тешко суштински да разговараме за некои прашања во моменти кога само се најавени дека се превземени 36 предмети, ги знаеме од прилика дека се за избори, кои предмети ги нотираше таа и слично, меѓутоа има рок 6 месеци, значи во март, за да даде отчит што сработила. За тоа време ние новинарите ќе се занимаваме со се она што е околу Јанева,
затоа што немаме податоци во однос на тоа што таа работи. Кога ќе ја прашаме и за конкретни прашања, на пример, дали добила прислушкувани материјали од амбасадорите, кога се пред неколку денови ја и во Ораф рече амбасадорот дека не знае дали уште е прислушуван, таа кажа дека не дава одговори во однос на предмети и на тоа што всушност таа има кај неза. Како тогаш ние да се дефокусираме и да разговараме за суштината, а не за она што е околу Катица Јанева? Па добро, не знам што подразбираме под суштината. Суштината е да отвориме предмет и да видиме за кој предмет, што е преземено, кој е повикан, што кажал и така. Меѓутоа, такви информации нема од обвинителството. Ниту може да очекуваме. Говориме за предистражни постапки. За предистражна постапка не сме една буква да излезе во јавност. Кога ќе се отвори истрагата, тогаш може да се каже нешто, меѓутоа тоа што ќе се сработи, главно се кажува со обвинителниот акт кој ќе се поднесе. И тоа е веќе на еден начин и најтранспарентен и најјавен. Така да имаме малку трпение, да оставиме простор да може да се навлезе во сето ова и да Јас сепак, следејќи реакцијата, значи нападот на кој е изложена, јас чувствувам дека она има напредок во својата работа, меѓутоа да видиме како ќе биде. Вие наков сметате ли дека таа ќе до март, нема уште многу време до 15 март, ако зборуваме така, меѓутоа еден обвинител кога работи веројатно му треба максимална концентрација во однос на предметот. Апсолутно се слагам со тоа дека обвинителот треба да се осврни на битните работи. Затоа треба да имаме трпение, да имаме верба во неа, да имаме верба во нејзината замисла, во нејзината организација, во пристапот кон предметите и препорачувам стручно, совесно и честно да отпочне да ги работи предметите, бидејќи времето ќе гаси. Таа има огромен предизвик пред себе, меѓутоа не треба да чекаме последниот дел. Обвинителската работа е специфична работа. Сега, согласно новите измени на Законот за кривична постапка, обвинителот ја води истрагата. Тој ги прибира доказите. Значи, ќе дојдеме у ситуација, ќе биде нападнат од јавноста. До каде е? Што е сработено? Така. Управо е колегата што вика, ние не можеме сега да зборуваме што таа планира и како тоа планира да го сработи. Нити има она право во врска да излезе пред јавноста и да го тоа обелодено. Истрагата е сепак Сакав да ве прашам и како адвокати, па и сите, обично ги барате слабите точки на обвинителите, а не ги бодрите вака. Меѓу тебе сега сте во една друга ситуација, повелете. Во јавноста што велите од недостиг на конкретни информации за суштинската работа на обвинителството, кружат и спекулации и така натаму, некои од нив можеби истакуваат од лица кои веќе се во допир со јавното обвинителство. Ние слушнавме дека се пријавиле 100 и повеќе 150 лица кои што сакаат да бидат заштитени сведоци, па таа исто излезе со идеја дека треба да се измени законот за да може да постапува со заштитените сведоци и така натаму. Бидејќи Македонија е многу мала земја и сите со сите се познаваат, истекуваат помалку информации за тоа дека таму се работи, а како вели колегата Малиновски, овие напади се израз на тоа дека некој веќе му пречи нешто. Но не можеме да очекуваме од ниту едно обвинителство во свет кое што се занимава со кривични дела за корупција, не па вака деликатни, за која е формирана, да на вест на портал каде што се шпекулира дека се спремаат кривични пријави за иницијали МЈ и ГЈ, да даде информација да на вистина се спремаат. Не е нормално тоа, не е возможно и е спротивно на тајноста на предистражната постапка. Во фазата во која што е сега, нема друго освен од нејза ништо да не слушнеме. И очекувам на вистина на 15 март кога првпат ќе даде отчет, да биде оној сличен отчет према тоа кои дека се повикани лица и така натаму и да почнеме да гледаме резултати за првите предмети кои самото обвинителство реши да ги земе во работа, тоа беа изборните нерегуларности. Ќе има можеби некоја мала политика тука, зашто секој која постапува има доза на политика и во своето постапување, колку и да не сака да има. Можеби ќе има како термини пред избори и така натаму, ќе видиме како ќе се случува на политички план тоа не би требало не за сега, но сепак времето ќе биде тоа кога таа ќе реши што ќе се прави со овие први предмети што самата рече дека ќе ги земе во работа.
И можеме од тие резултати да оцениме дали се занимавала само со технички прашања, обезбедувања, кадрови прашања, така натаму, или нешто суштински више се работало. Но треба да се има во предвид дека таа со тим сама е назначена на 15 септември, но со тим работи ми се чини од 20 октомври. Се препуцува колку има рокот да не биде како политичариве да го пролонгира. Верувам дека ќе биде точен. Очигледно на тесте на 15 март, тоа ќе биде многу битно. Не само не зборувам за јавност, битно и за фелата, битно и за обвинителите, и за судството. Очекувањата се големи и тоа Јушевска ме потсети на следново прашање, многу е битно велите вие како тоа ќе го каже, како ќе настапи, што ќе наброи, што смее да и докаде смее Малиновски да оди во тоа да каже докаде и се предметите, кои предмети ги работи. Да не се направи штета. Искрено извештајот кој ќе биде во март на 15 до 15 март она мора да го даде првиот извештај во собранието. Јас очекувам повеќе да има статистика отколку што ќе има онаа субстанца за која сите сме гладни, нели, кој што кажал, како кажал во предметите, бидејќи мој впечаток е дека во некое нормално темпо тогаш би имале во фаза на истрага веќе би биле некои предмети, сега според некои така мои лични проценки, и на некој начин можеби и во јавноста повидливи би биле тие постапки против кого, како, што, бидејќи во фаза на истрага е тоа возможно. Меѓутоа, како ќе се одвива натаму, навистина не можам. Наков што смее, што не смее да открие јавниот обвинител кога дава отчет? Па секако оние работи што се предметна работа и што се да речеме ќе бидат содржина на обвинителниот акт, секако пред време не треба да зборува се додека тоа не биде изготвено. И тоа јас влечувам еден заклучок од нејзиното барање упатено до МВР за зголемување на нејзиното обезбедување. Тоа уследи по говорот на Груевски. Да, тоа ми дава за право да заклучам дека она веќе има, ајде да речем така, нешто спремено, сработено, битно, значено, за кое веројатно е спремна да излезе, тоа е моја предпоставка, меѓутоа се уште не е сигурна во својата безбедност и безбедноста на својата. Ја вие, Јошевска, дали сметате дека знаете, премногу ние цело време зборуваме дека ја ставаме во фокусот за споредни работи, ама со тоа можеби и сама се стави во фокусот по говорот на Груевски. Мораше да го осуди тоа. И мислам дека изјавата беше само во насока на да се осуди такви одговор на некакви сикатици, продавачи на магла, како се изрази Груевски. А целта беше да се дискредитира незината работа, односно да се дискредитира воопшто незиното постоење. И таа мора да врати, беше враќање на ударот во смисла на тоа дека на овој начин вие го поттикнувате народот да гледа дека мојата работа нема да ја заврши целта за која што сум поставена, односно го гневите народот против мене дека сето тоа му давате политичка конотација и заради тоа еве сега јас ќе побарам обезбедување. По мене тој контранапад, да го наречам, беше поприлично промислен. И добар пиар. Ово па да ја пофалиме, смислите. Меѓутоа, Малиновски, сметате ли дека еден јавен обвинител, имаше обвинители кои се занимаваа со предмети од организиран криминал, обвинители кои, еве, за Монструм случајот, навистина сериозни предмети низ сите овие 20 години. Ретко се случуваше обвинител да побара обезбедување дополнително само кога имаше директни физички напади. А им се случувало тоа. Овој пат малце се влезе во политика. Може би и малце повеќе. Знаете што? Обезбедувањето треба да биде пропорционално и да реферира со сериозноста на заканата. Значи, едно е ако некој така се заканува, меѓутоа нема реална моќ, а друго е ако некој, еве конкретно до вчерашниот премиер, на јавен настап, специјалната јавна обвинителка ја става во графата со сејачи на магла, докажани криминалци, шпиони, значи се предавници и така натака, значи една поприлично непријатно друштво во кое ја смести и на таква ситуација се разбира дека тој е влијателен довчерашен функционер, сега
сега партиски шеф на премиерот, ако така ги поставуваме работиве, и веројатно има голем број послушници и некој што навистина ќе биде понесен од таквиот инспиративен настап и може да постигне кон некоја, еве да кажеме, глупост или така натака. Значи проценката не мислам дека е политичка од Јанева, навистина е непријатно некој така да ве прозве, особено што има ефективна и реална моќ тој што тоа да поттикне нечие дејство, да речеме со ваш сакајќи или не сакајќи, може некого да инспирира да направи некоја. Наков ја може живеам во минатото кога за закана сметам дека е само некој кога ќе ти се закани конкретно по живот и семејство и слично. Меѓутоа ни се случи во една недела двајца луѓе од јавниот живот да се пожалат. Едното беше амбасадорот Иво Орав, кој рече дека одредени написи во медиуми поттикнуваат одредени луѓе можеби да се однесуваат непријателски, тој се чувствува загрозен за својата безбедност. Апропо тоа сега и Катица Јанева го кажа тоа. Што мислите дека има реална основа за вакви стравувања? Тоа ви го тврдам затоа што јавните обвинители согласно законот за јавни обвинители секако имат обезбедување, не само на нив, него на целото семејство, меѓутоа веројатно има конкретна причина за ваквата реакција, а вие тоа многу добро го поврзавте и со реакцијата на Ајвор. Во однос на незината работа, кажавме дека 15 март е клучно време, меѓутоа таму во законот стои дека таа има не повеќе од 18 месеци да се занимава со истрагите. Сега, во еден многу критичен период ќе бидат отворени или не прашањата. Сметате ли дека директно може да влијае на изборите и на резултатите? Апсолутно. И затоа едните навиваат да има некаква обвинителска одлука пред избори, другите ова зборува месеци наназад. Сега сме во некоја акутна политичка криза во политичка криза. Криза во криза. Инаку незините одлуки ќе имаат директно влијание врз изборите и директно влијание врз целокупното мнение на избирачкото тело. Дали таа ќе покрене обвинение против некого, многу ќе зависи од тоа како тој против кого е покренато обвинението и неговата партија како ќе помине. И директно тој како ќе помине. Сега овдека алудирам на највисоките челници во партиите. Времето мислам дека уште во законот од 18 месеци беше прекратко поставено. Знам дека беше поставено, предпоставувам и од олесновачите во насока на тоа дека како што беа поставени кратки и другите рокови. Сега може би гледаат дека за 18, ако вие не можевме да ги следиме, и тие 18 месеци ќе бидат кратко време, што се вели 6 месеци, еве на 15 март 6 месеци ќе навршат. Но мислам дека во зависност од тоа како ќе се реши оваа политичка криза и дали ќе има избори и како ќе помине, датумот е неизвестен и така натаму, ќе се забрза или нема се забрза незината работа. Пак ќе речам, таа не треба да биде зависна од политиката, но не може да не ја влијае. Не е возможно тоа. Мелиновска, очекувате ли звучни имиња да се најдат и тоа навистина на незината, еве во незините истраги, и тоа да се знае пред изборите и директно да влијае на резултатите? Не велам дека таа е таа што ќе ги реши изборите, меѓутоа може да влијае. Па не да верувам, него веќе сите сме свесни дека звучни имиња има во незините папки, така? Значи ако е тоа така, секако дека ќе има тој некој импакт на изборниот процес. Лично ако јас се прашувам, еве како легалиста, ја би бил среќен и да имаме дури и правосилни пресуди пред изборите. Зошто граѓаните да не знаат дали некоја политичка понуда што се нуди повторно да биде да освои власт или како алтернатива да се нуди на оваа власт, зошто да не знаеме дали тие имаат некоја криминална историја, случување во минатото или не. Да, обвинението не значи пресуда сега. Тоа би бил значи јас тоа многу тешко е. Меѓутоа ја велам, ја би бил среќен да имаме и правосилни пресуди, да апсолвираме некои прашања, да ќе решиме нашиот правосуден систем. Кажам, овие луѓе досега биле неосновано обвинувани, прозивани за криминали, луѓето биле чисти и со среќа нека име на изборите. Или обратно, слушате, ситуацијата е поинаква.
Значи, граѓаните здраво би било и за самиот изборен процес да биде апсолвирано прашањето за тоа дали политичката понуда е со криминално или без криминално минато. Наков? Јас мислам дека прво не смееме работите и гледаме така како ќе почне истрагата со звучни или незвучни емисија. Јас од моето искуство би започнал од незвучните, па ќе дојдеме до звучните. Зошо? Незвучните ќе почнат да пеат. А вие тактиката се ја кажувате во однос на обвинителската работа. Тоа би било ваша тактика. Да. Добро, еве предлог до Јанева, можеби ќе го Веројатно прифати. слуша, прати. Да, верувам. Иако Нека не излегува во јавноста. да. Пауза за реклами, одиме во завршница на оваа дебата. Имаме уште малце време. Јошевска, значи ние сега прогнозираме тука повторно. Ќе видиме што од овие прогнози до 15 март ќе бидат исполнети или не. Меѓутоа, каков процес вие предвидувате во однос на тоа дека ајде овие споредни работи можам да ги кажам сопки, меѓутоа кога ќе се појави Катица Јанева на суд, тогаш треба да биде своја на својата, тогаш треба да биде обвинител кој знае што прави, кој има подготвен предмет и кој треба да ги очекува ударите во судници и да знае како да одговори. Сметате ли дека има капацитет за тоа, а ја чекаат работи, значи многу. Ако имала 150 сведоци, да профилира која од тоа е точно, која не е точно, што е информација, што не е информација, што ќе употреби како доказ, што нема да употреби како доказ. Значи, клучната работа за да може да и тече судскиот процес како што треба е што ќе се работи претходно. Судскиот процес е само резултат на добре завршена работа претходно. Не можам да кажам дали сметам дека има или нема капацитет, бидејќи до назначување на Катица Јанева како специјален јавен обвинител ние речиси немавме чуено за неја. Немаме врз основа на што да кажеме дали и фактички кога беше назначена и тие што го следат судството и тие што најмногу ги познаваат состојбите велеа дај да видиме со резултатите неизини, со работата да видиме дали била или не била со капацитет доволен да ова го спроведе. Мислам дека ќе има многу помош. Таа ја побара, дури ја дадоа, има помош од меѓународната заедница, има помош од Да, може и експерти да вика од меѓународната заедница. За експертите зборуваме, за експертите зборуваме. Мислам дека ќе има помош и експертите странци, многу за разлика од домашните експерти, знаат точно што значи подготвување на судски процес. Мислам дека нема да оди на суд штуро, неподготвена, дека ќе има добро сработено тоа. Мислам дека многу ќе се ослони на заштитени сведоци, многу ќе се ослони на сведоци кои што ќе треба да ги потврдат материјалите, аудиоснимките, затоа што таа е сепак обвинител, јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржините на незаконското следење на комуникации, за кои што па судот рече дека не ги прифаќа како докази. Да. Ќе има проблем со тоа пошто тоа е правосилно решение. И ако испретпоставувам дека одбраната и јас да сум на местото на одбраната, прво што би направила е да го искористам тоа. Да. Но ако добро сработи и тогаш кога беше донесено тоа решение, ние како ФЕЛА и сите правници се кренаа на нозе како е можно за дел од нас беше тоа поприлично скандалозно. Мене ми е пострашно околу тоа решение. Значи, сакам да кажам дека првично самите снимки не мора да се користат како доказ за она да формира предмет кој што ќе биде во судот доволен за да некого обвини. Ако снимките и се воделка, таа може да обезбеди докази од други места и на други начини. Но што ќе биде ако и се оспоруваат сите докази кои произлегуваат од овие докази? Бидејќи тоа е нели загаденото дрво или отроеното дрво или плодовите од отровното дрво, како ги викаат. Мора добро да се спреми, како велите вие, во суд да ги очекува овие потези. Имам голема верба дека ќе се подготвува со многу помош. Малиновски, еве и како адвокат, и вие сепак навистина може да се случи една ситуација дека јавно обвинителство за гонење на криминал
произлезен од снимките, кои што не ги прифати судот, веќе ги карактеризира со одредена категоризација, а таа сите докази треба да ги влече врз основа на снимките. Видете, мислам дека има доволен маневарски простор, иако ќе бидат тргнати на страна, односно ги прогласи судот како недозволени докази тие. Повторно, да не се повторуваме повеќе пати е кажано, тие ќе бидат тоа што излегло од снимките, што е во јавноста, веќе тоа не може да се уништи, тоа е траен белег и тоа е водилка како да се дојде и до други докази кои не се искомпрометирани. Сега работата е таа да најде докази поттикнати од секако. Но се извинувам, има таа предадено материјали кои не се излезени во јавноста, од кои може да произлезат кривични дела. Ние знаеме за овие кривични пријави што СДСМ заедно со вистината за Македонија спакувани ги предаде. Добро, тука се и другите предмети како што е монструм и останатите. Сакам да кажам, тие се излезени во јавноста и тогаш можеме да тврдиме дека штом се излезени во јавноста може да се користат. Да, ова е добро прашање за дебата. Но имаме и ги дадоа дополнително, например, што за тие предмети на вистина е отворено прашање, Малиновски. Значи, повторно велам, не гледам тука сериозен проблем. Не е спорно дека постои кривично дело, недозволено следење на комуникациите. Значи, тоа е евидентно дека постои. Тука е проблематично како и во тој дел судот ги прогласи за недозволени, како ќе го докажат постоењето на кривично дело, недозволено следење на комуникациите, ако тие докази се тргнати на страна. Мислам, тоа е сулудо, тоа е корпус деликти дека постои тоа кривично дело. Друго е прашањето за содржината на снимките и така натака. Меѓутоа, да не навлегуваме многу во... Да не го решиме случајот ние пред време. Да ја оставиме... Еве, инаков сакам да го прашам, затоа што дадовте совет дека може од доле кон горе да се оди слично. Вие како би постапиле во ситуација кога судот нели ви ги трга на страна Унија, работи за кои што сте создадени? Јавниот обвинител секојаш кога почнува со работата тргнува одредени индици. Тие индици може да видат во конкретниот случај снимките, тие индици може да видат некој допрен глас. Натаму доаѓа до израз стручноста, примената на законитоста, она што го зборуваше Јошевска, користењето на експерти што недвосмислено се слагам дека ќе ги има. Сигурно ќе имат одредени обуки, не тука и надвор ќе ги водат, ќе ги обучат. Голема улога ќе играт и заштитените сведоци. Се спомнува некоја бројка 100-150, веројатно тоа се нејзини изјави дека веројатно тие веќе ги имат обезбедено, како да речеме, за кој треба исто да се обезбеди заштита. Можда и ради тоа барање за зголемено обезбедување и така. И еве да ве прашам, бидејќи одиме во завршница, какви се вашите очекувања генерално? Па јас морам да размислувам оптимистички и обвинителски. Што е оптимистички, што е обвинителски, дали истото? Па, те едно исто е, затоа што обвинителот, не случајно ги викат обвинителите и црни врани, они секојаш веруваат во тоа што почнуваат. Значи, мора да имаш нешто опипливо за да почнеш, ако немаш, тогаш не почнувај, без смеш. Така, Јошевска, вашите очекувања? Па ги кажа веќе, јас сум оптимиста. Јас сметам дека ќе си ја заврши работата за која што е назначена, а тоа е да го расчисти. Да ја расчисти дилемата. Затоа прво да расчистиме дали тоа што го слушавме беше сечено, лепено, крирано или таму има вистина во тоа што се слушаше. Тоа сите не интересира како граѓани, како професионалци. И мислам дека ќе имаме резултати од таа работа. Дали ќе имаме резултати кои што ќе ги задоволат сите? Добро, обвинителот секогаш не задоволува една страна, тоа е оној за кој покренува обвинение. Зборувам не само на оние, можеби се преголеми очекувањата. Поставени беа преголеми очекувањата, сега малце луѓето се стиша, малце јавноста се стиша према во однос на тоа колку таа како резултат треба да испорача. Ние малте целокупното општество го очекувавме дека ќе се смени со именувањето на специјален јавен обвинител. Ако да ве потсетам, летоска кога требаше да се именува, ние тоа малтене го гледавме како шанса за една нова иднина, за нов судски систем, имаше наслови и сите сакаат кај Катица и тие предмети што произлегуваат од прислушкување тие што не произлегуваат. Од тој аспект велам дали сите ќе бидат задоволни, не знам, но ќе има резултат. Јас сум оптимиста дека ќе има резултат. Да, мора пред се да се ослободи од притисокот што на неја врши Советот на јавни обвинители. Тоа ќе биде нејзината главна и прва задача.
Малиновски, ако вас ве прашам за овој пат за прогнози и за тоа што ќе се случува со Катица? Па, вака сега, јас како моите колеги би сакал да бидам оптимиста, ама ќе бидам реалиста. Тоа, ајде да видиме. Ќе се потрудам да бидам реалиста. Јас очекувам во наредниот период да продолжи оваа канонада против нејзе. Мислам, воопшто нема да запре, напротив, очекувам да се интензивира и тоа сите арсенали, и институционални, и медиумски, и директни, индиректни, како сакате. Значи, тоа ќе продолжи. Доколку таа успее да одолеа на ова и да продолжи да си ја врши работата, се надевам дека она е во некој процес сега, доколку се придвижи истрагите да почнат да се добиваат своја физиономија, опипливост, да може да се наближи во некоја судско влегување. Лично се плашам, мислам дека последна линија на нападот врз нејзе ќе биде Уставниот суд. Добро, тоа се уште не е активирано, имаше најави дека ќе биде ставено овој закон на тоа може да биде активирано во секое време, ако се почувствува дека она упорно се движи кон некоја судска, да влегување во судница со обвинение или слично, јас не исклучувам тој маневар да се направи една хаварија од целиот овој проект и да Уставниот суд ја поради разни причини. Тогаш не важи ни дозвола од 4 партии за разрешување ни совет на обвинители. Повторно велам, јас тоа мислам дека е темпирана бомба и може во секое време да биде детонирано. Да? Професорот Калајджиев, кога се носеше законот, велеше, тука ми се чини и во оваа емисија, дека па дај да го поминеме и овој дел, да не биде утре некој да го оспорува пред Уставен суд. Како да прогнозираше дека може ова да се... Имаше реални најави дури од страна на самото обвинителство. Не зборувам уште пред да се донесе законот, кога беше во најава. Ви благодарам на сите што бевте вечерва мои гости и што успеавме да анализираме и да isпрогнозираме повторно работи за кои што немаме доволно информации. Немаме доволно информации ни што се случувало во редовите на специјалното обвинителство за да произлезе на денеска што произлезе во Советот на јавни обвинители, а само можеме да предвидиме што и како ќе постапува специјалната обвинителска во однос на тие 30 и повеќе предмети што ги има во рацете. Јас овој состав ќе го памтам, како што и претходните неколку пати кога сме ве викале на оваа тема, па се надевам дека некаде таму околу март ќе направиме уште една проверка на сето она што сме го предвидели, колку сме биле во право. Ви благодарам што бевте гости, имате пријатна вечер и вие почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер со програмите на телевизија Телма, а од мене добра ноќ.